Потребен е само еден момент и животот некому може да му се промени. Мојата приказна е како повеќето приказни кои завршуваат тажно, меѓутоа пред тоа имале некој среќен почеток. На бездомниците. Речи се секој од нас гледа како нешто што нам никогаш не би ни се случило. Јас работев полно работи, имам регистрирана фирма, работев тука во една антикварница во Скопје и така. Се тоа пропадна. На улица сум некаде околу 2 години. Пред тоа работев скоро 3 години во антикварница, тука во Скопје. Тие ладни денови бевме во еден напуштен автобус од Млас Богданци, кој е лоциран до спортскиот центар Борис Трајковски. Таму е ужасно. Врие од пацови. Не сум побарал помош затоа што сега за сега тој вид на помагање од државата ми ускратен затоа што пред многу години имав во Кумано регистрирана фирма, па со измени на законите, ако не се пререгистрира фирма, фирмата се гаси, меѓутоа функцијата директор не е угасена и за тоа ќе треба можда 500 евра и повеќе за да се угаси таа функција, бидејќи се уште функцијата е жива, а фирмата не е жива, што е многу смешно и контрадикторно, ќе треба да се назначи некој стечаен управник, да проверува побарувања од страни лица и така. И затоа не можам да користам ништо, нити имам право на лечење што се доделува преку заводите за вработување, нити на некоја социјална помоќ која не би сакал да ја земам. Би сакал јас парите да ги заработам. Видов дека решавате судоку во моментот, што е многу интересно. Тоа е хоби? Тоа е еден многу добар начин за да се отргне човек од ова сурова реалност и малку да ужива, пошто тука убаво пиша гимнастика на умот. Без работа не бива ништо. Мора да се работи, пошто со работата се добија се. Неговиот најдобар другар изминативе 10 дена, со кој се заштитени во добротворниот центар Дуња од ладното, Спасе, живеел и работел во Ајватовци. Некогаш играл фудбал. Денес е бездомник во инвалидска количка. 7 години. Тоаш куќата ми падна, има куќата падна и од приколка у куќата. Градоначалникот ми обеќаше за прво загласие, уште ми обеќаше господин Жика Стојановски, градоначалник на општина Илјина, дека контейнер ќе ми даде. Ништо, брате. После проста година, 16-та, при селото имаше одбор, дојде кога сакаш има за тебе една кратна помош, за да лекар ме требаш, не ми треба за некоја друга. Дојде утре. Оде утре, што бараш ти тука? Со тој глас ми го кажа. Не, сака да ме исправи од ова, од канцеларија. Што бараш тука? А он повика. Ја работам во Тренка, во Тулуси город, во печатница, али после работев бунари. Имам искупано едно 100 бунара. Спасе е татко на 2 сина. Со едниот не зборува, другиот е во Германија, но не може да му помогне, бидејќи самиот едва и преживува, како што раскажува неговиот татко. Нема каде да спијам, нема каде да се облегам, нема каде да се опрам. Тоа ми е. Рековте и дека некој време сте играле фудбал, така? Хоби. Бе меѓу најдобри. И сега, меѓу најслаби. По престојот во доброволниот центар Дуња, двајцата се во хостелот Юнити на добра волја на собственикот, но за кратко.
И за двајцата е потребно долгорочно решение, за и следната зима да не завршат само пред камерите на медиумите.